Може би најтешкото прашање кога ќе прашате некого кој е. Сега јас би сакала да ти го поставам ова прашање. Кој е Андреј Папаш-Георгиевски? Да, може би тоа е најтешкото прашање за човек да се опише себе, но ако гледаме кој сум професионално, млад дизајнер кој се обидува заедно со уште една гарда на дизајнери и млади дизајнери да воспостави едни критериуми на модната сцена во Македонија. Земајќи предвид дека нашата модна сцена е доста млада. Критериумите ги нема, а и тие што малку ги има се изместени и изветоперени, а ние сме тие младите модни дизајнери кои сме школовани за тоа да воспоставиме едни основни критериуми и сето тоа како треба да се гради и како треба да оди. Да, јас сум школован моден дизајнер, но тоа е една професија која немино да се каже дека се бави со уметност и дозволува различни начини на изразување и делување на неколку полиња. Па така можам да кажам дека работам и како костимограф на моје огромно задоволство, бидејќи театрот е моја основна платформа на моето професионално делување. И можам да кажам дека направив една синтеза на тие две професии на моје огромно задоволство. Активно функционирам, активно работам, веќе можам да кажам и подолго време, бидејќи со самото стапнување на факултет јас веќе започнав со мои професионални ангажмани. Животот ме однесе на многу полиња од мојата професија и искуството веројатно си го направи своето. И сега оно што е особено важно кај секој еден уметник, па и верувам и моден дизајнер, е тоа кои се твоите карактеристики, како може обичната публика да те препознае? Твоите печати во модниот свет. Како може да те препознае? Па веројатно кога станува збор за креациите, по нивната драматичност и по нивното ловење. Сметам дека можам нескоро да кажам дека човек не може да ги избегне кога ќе ги види во јавност. Едноставно тоа е веројатно го носам од секогаш. Еве се сеќавам кога ќе се навратам наназад за баш пред некој време налетав на некои мои цртежи кои баба ми ги зачувала за среќа, бидејќи јас од такви спомени не живеам, али баба ми е таа што ќе собира помени. Налетав на некои цртежи, на некои скици од многу одамна, кога сум бил мал, можеби 5-6 години, и видов дека мојот сензибилитет, интензитет на работа, интереси од тогаш до сега принемаат некоја голема разлика. Од секогаш сум цртал некои раскошни креации, раскошни фустани, драматични фустани, и тоа е така и денес. Кога ќе ме запрашат што сакам најмногу да креирам, тоа се вечерни тоалети. Можеби тоа е мојот подпис. Знаеш ли дека ќе бидеш моден дизајнер уште од малку? Не, тоа е доста интересно. Модата, најголемото прашање дали модата е карактеристика или инстинкт. Јас сметам дека е и тоа само кај мене повеќе е инстинкт. Се сеќавам кога требаше да се запишам, или да одлучам каде ќе продолжам моето образование, со разговори, нели, со мои блиски, со родители, стигнав до момент каде што бев на една нула. Ни позитивна, ни негативна нула. Не знаев каде ќе продолжам, знаев дека тоа ќе биде само уметност. Се сомневав дали да биде тоа театар, се прашував дали тоа е вистинската моја експресија, но каде во театар. Ако се зима фактот дека твојот татко е режисер? Па да, и тоа беше, можам да кажам, и мал притисок.
Затоа што нели тој се бави долги години со таа работа и не знаев колку лично има излијаено на мојот став. Тој никогаш не ме наведе конкретно на ништо, но сепак јас сум го прател во текот на животот и не знаев колку јас сум купил од него. И за време кога се одлучував, при разговори стигна прашање до мене. Добро, што правеше во текот на растењето? Па цртав. Што црташ? Па тоа и тоа. Па тоа е моден дизајн. И така испадна сето тоа. Да се одлучам да биде моден дизајн. И потоа љубовта кон театарот ме доведе и до костимографијата. Тоа е интересен момент, но сепак ќе се задржиме уште малку на модата. Ако се земе лексикон и ако се контактираат луѓе, обични шетачи по широк сокак, сите ќе дадат своја дефиниција за тоа што е модерно. Она што е во текст со сезоната, она што е изложено по излозите, по бутиците, но кога станува збор за мода, барем јас го повеќе алудирам на високата мода, на она што се случува во Париз, Лондон, Њујорк, како метрополи на се и се што од една страна. Некако ми е далечно од кај нас. Не, видете, како прво, не можеме да споредуваме наша мода тука што се случува со тоа што се случува надвор. А поготово не можеме да споредуваме мода кај нас со висока мода во светски метрополи. Веќе тоа е не само што е недостижно, туку ние сме во тотално еден друг правец. Кај нас имаме многу фрактури во нашето живење. Особено и во тоа едно модно живење, во еден моден живот. Кај нас како прво, за жал, немаме улична мода. Кај нас не се создадени тие субкултури што ги има во секое едно доволно развиено општество. Сметам дека најголемиот проблем кога станува збор за модата, кога таа се поисповетува слепо со трендот. Тоа има огромна разлика. И тука автоматски се убива стилот на облекување и стилот на живење воопшто. Тука треба тек да се случат некои тектонски промени, можеби не толку промени колку што треба да се воспостават една платформа, една основа што како треба да биде, од каде треба да се влечат информациите и како ние индивидуално да ги пласираме во јавност, а и пред себе си. Значи како треба да се градиме како една личност која визуелно ќе комуницира со масата народ. Забележувам дека кај нас слепо се следат модните трендови, се извотепреуваат и се создава една кичозна смеса, еден кич визуелен ефект. Ние сме Балканот едно такво поднебје, една црна точка за жал, и ние кои се бавиме со оваа работа едва и се обидуваме да испливаме на површина. Трендот слепо се следи и слепо се зема здраво за готово. При тоа и тоа е само од една проста желба да се биде прифатен, а не да се биде индивидуа. Ретко кој се труди да се спознае себе си и да се обиде преку тоа што го носи, да го искаже својот став и својата личност. Нели, како викаат, првиот впечаток е најважен и непроменлив, а првиот впечаток кој е? Според мене визуелниот впечаток. Движењата, гестикулациите, и тоа што се носи, тоа што се облегува, без разлика тоа колку е скапо или не.
права муабет како една естетика на собственото индивидуално живење. Не со желба да му се допадне на соговорникот. Тоа е првиот момент. Потоа следат сите тие други моменти, но сите тие се втори впечатоци. Интересно. Бидејќи, нели, модата се поврзува и со облеката, горе-долу, најмногу. Ќе се осврнам на некои цитати од модни светски дизајнери. Еден од нив вика: облеката не значи ништо додека не почне некој да ја носи. Како ти би го дефинирал ова? Да, тоа е апсолутно точно. Значи, облеката виси во плакар или во бутик, но на облеката и се дава душа кога некој ќе ја облече. Најважно е тој што ќе ја облече да биде вистинскиот. А тоа што кога ќе земете едно парче облека, кога ќе ставите на две личности, тоа тотално поинаку ќе функционира, тотално друго ќе изгледа. Не само од визуелен впечаток во смисла какво е градено телото на персоната што ја носи, но како самата личност ја доживува таа облека, како ја доживува како своја кожа, колку ја доживува како своја кожа, како ја интерпретира пред луѓето, пред себе си, пред огледало, било како. Не треба да и се биде роб на облеката, уште помал се на модата, а најмал се на трендот. Модата треба да биде уживање. Избирањето на облека треба да биде уживање. Во тој момент, кога ќе престане тоа, кога е тоа преоптеретување, тогаш подобро сето тоа да се тргне на страна и таа личност да воопшто и не ни треба да се замара со тоа. Модата е нужно зло, но дозите се различни. Бидејќи чисто во разговорите се кажува јас сум модерен, таа е модерна и така натаму, но сепак моментално разговараме за нешто што во светски рамки се развива и како бизнис, на делови како уметност, но пред да се надоврзиме на тоа, кој човек може да се смета за модно писмен? Бидејќи сепак е ова не е само да се излези, да се биде виден, затоа што позади тоа што го носи, сето тоа говори на некој начин за него. На кој ранг општествен припаѓа, кои се неговите размисли, делувања. Така, пред се модно писмен човек. Повторно ви кажам, тоа се дозира различно кај секој, никој не треба да чувствува преоптоварување за тоа дека треба да се биде кој знае колку модно писмен и на крајот од денот колку е тоа? Што е модно писмен? Пред се тоа треба секој човек треба да биде доволно едуциран во својот домен, помалку или повеќе интелектуалец, да го разбира начинот на облекување, да знае што, каде, кога се носи, што како се комбинира, но сите тие критериуми пред се сам да се ги воспостави, да ги консултира со тоа што се вика информација што ја добиваме од медиумите, дали тоа било интернет, телевизија, списание или било како, и од сето тоа да направи една синтеза на своја приказна, на свое убедување, со кое убедување ќе ги убеди и другите. Сметам дека тоа е најважно. И тоа што го носи да не биде преоптоварување пред се за себе си. Бидејќи ти си млад дизајнер за кој допрва македонската јавност уште многу ќе слуша, се надевам и Балканот и светот, со сите оние контакти кои досега си ги имал допрва, како се размислува за модната индустрија во Македонија помеѓу оние кои се занимаваат со мода
кога ќе се спореди со останатите, Балканот, да не одиме подалеку. Кои се размислувањата на македонските Искрен ќе дизајнери? бидам и ќе кажам поразително. Модна индустрија тешко да постои кај нас. Кај нас постои. Со оглед на тоа дека имаме горе-долу текстилна индустрија. Затоа и сакав да го кажам, кај нас постои текстилна индустрија, но модната индустрија се уште се обидува да го доживее својот расцут. Јас имав таква среќа во текот на моето работење да соработувам со доста успешни луѓе, да ме едуцират пред се, да ме школуваат пред се, доста успешни луѓе. Еден од нив и пред се е Александар Ношпол. Тој е мојот професор, кој ми го покажа патот на модниот свет, како тука се работи, како се функционира, кои се исклучоците кај нас, колку е различно тоа што го гледаме во светот и кај нас. Ми ги покажа многуте дупки на патот. Поразително е, но не е демотивирачки. Не е демотивирачки, бидејќи сепак условите за работа сами си ги правиме. Клиентелата сами си ја привлекуваме. Кариерата зависи од самите нас. Ние имаме голема одговорност како уметници, бидејќи градиме кариерата, кариера ја следат масата на народ. Сакаме да го извадиме најдоброто од нас, некогаш ќе погрешиме, не е ништо погубно. Среќа од нашата работа не зависат туѓи човечки животи. Наше е само да експериментираме, да сакаме да работиме нашата работа во овие услови, да не заборавиме дека сме уметници наспроти екзистенцијата и обратно, да сватиме дека треба да имаме доволно средства за екзистенција преку уметноста што ја работиме. Ова е една применета уметност, ова е и начин на живење, каде што сепак треба да испливаме на површина, да стигнеме до вистинските клиенти и тие што ќе ја носат нашата облека да биде вистински представена. Наша задача е да не правиме грди парчиња облека, а ваша задача е убаво да ги носите. И сега морам да се обрнам на тоа дека облеката во дадени ситуации, а во повеќето може да биде и како да значи социјален медиум. И оно што можам да го забележам како гледач е од една страна наблюдувач во секој случај во комуникацијата со луѓето, особено со младите луѓе, дека во последниве можеби десетина, па можеби повеќе години кај нас имаме малку повеќе од тоа што е дозволено кич продукции. Тука морам да споменам фолк, турбофолк естрадата, која во еден одреден временски период сето она што се носеше, она непристојна голотија, пресветолнаки, обувки, сето тоа од настена се префрли на улици и делумно е виновна за тој кичерај. Така. Од друга страна. А тука има и уште еден момент, младите луѓе, ако конкретно тука не е на располагање широк сокак, се повеќе личат еден на друг. Дали било тоа по фризурите, по дрезените, сето тоа. И порано имало, но види, што е каде се ето се прекраши? Да, каде е индивидуалниот момент, каде се остава личен печат на работата? Кога ќе се спомне тој широк сокак, јас сум искрено алергичен на сето тоа. Јас сум битолчен, јас многу сакам битола. Битола е за мене
колку и да не сакам да бидам локал патриот, и сакам да бидам локал патриот. И треба да бидам локал патриот, да се знае од каде доаѓам. Бидејќи јас тога сум израснал и јас веројатно многу карактеристики и во својот карактер си ги носам од тука. И тоа така треба да биде, не може биде поразлично. Кич продукција. Чиста вистина дека живееме во турбофолк свет, односно нашиот свет на Балканот е турбофолк. И ние колку тоа да го негираме, тоа е така. Ајде да почнеме од конкретно кич музиката што ја спомена, од тие турбофолк, пејачки турбофолк песни. Искрено ти кажам, не ми сметаат. Говорите да го има и тоа, ама да го има и тоа другото. Тој баланс кај нас е нарушен. Тоа е проблемот. И не е толку проблемот што фустанот на некоја турбофолк пејачка е симнат, па некоја го носи на свадба или ни шеталиште или било каде. Проблемот е кога не зборуваме само за женските и за машките. Да, добро, нашата главна инспирација на моите дизайнери ни се жените, затоа и понекогаш и така се изразувам во женски род. Мислам, се обраќам на женскиот род. Проблемот е кога еден светски моден изглед, кога една светска модна тенденција се изветоперува и се продуцира низ нашиве улици во кич варијанта. Некои ќе кажат ефтина варијанта, тоа е може и погрешен збор, бидејќи не е важно колку облеката кошта, важно е како изгледа и како се носи. Ние имаме огромен проблем со тоа. Огромен проблем. Нашето живење се сведе единствено на таа турбофолк музика, но има една и на тој турбофолк начин на живење. Повеќе начин на живење. Да. Па добро, блиску се. Главниот проблем што е? Ајде ќе зборувам од аспект на мој ангажман. Ќе ти дадам еден конкретен пример. Девојките имат некој настан, дали тоа било, ајде ќе звучам дали локално, дали тоа било свадба, дали тоа било матура. Обично тогаш се отерува, за жал нашите тенденции се само тогаш убаво да се изгледа, но и тогаш убаво не се изгледа. Обично се симнуваат слика од некој црвен килим, од некој настан на некоја светска звезда. Дали тоа било глумица или пејачка, било како. И се сака сето тоа да изгледа онака како што изгледа на сликата. Тука е главниот проблем. Пред се, обично нашите буџети се премали за тоа. Накупувачите се премали за тоа. Пред се, ако го имаш тој буџет, тој фустан што си го видела на интернет и ќе го купиш, но тоа е невозможно кога ќе размислиме дека тие се фустани од висока мода и дека висока мода купуваат нешто помалку од 4000 жени во светот. Јасно е кој може да купи во Македонија такво нешто, односно можеби и никој. Друга работа е што тие материјали кај нас ги нема. Тие се специјално произведени материјали за таа модна куќа што го произвела тој фустан. Трета работа е начинот на изработка. Тие изработки траат со месеци на тие фустани што ги гледаат жените на интернет или на телевизија. И четврта работа, сакате тој фустан да го фати турбофолк ритмот над некоја турбофолк песна на забавата. Тие се крајно неудобни фустани за качување по маса. И тука нарушува се. Интересно. И тука добивате една бледа копија, кон некој се нафати тоа да ви го сошие. Тоа се најчесто некои локални изработувачи на облека или некој моден дизајнер кој едноставно мора и од нешто да живее, ќе си каже, ќе го направам како и да е.
Потоа се шират смешни дали слики дали по социјалниве мрежи или ќе видите некоја смешен фустан, некоја бледа копија, па ќе се изнасмеете. Ќе видите тој фустан качен на маса како го фаќа ритамот и така автоматски добивате еден кичозен изглед на една варијанта која претходно била една модна икона, да кажам, ајде. Дали тоа значи дека се повеќе млади луѓе бегаат од тоа што се на вистина само за да бидат видени во некој поинакво? Да видени, односно прифатени од масата на луѓе. Ние очено сакаме да му приредиме убавина на гледачот, а не на себе си. И тука пропаѓа се. Ке тргнеме малку настрана од она што се случува на улиците, затоа што најверојатно не сме далеку и веќе ни се случуваат централните турбофолк случувања. Го споменувам турбофолкот како нешто измешано од многу страни, придодаено, но во секој случај неконвенционално, ама не и симпатично. Би сакала повеќе сега да ставиме акцент на твојата театарска работа. Театарот е она место каде што експериментот е во друга насока, да се постигне уметност. Небитно дали станува збор за грда или убава, секогаш има простор за уметност. Битолската публика и љубителите, особено на театарската уметност, доколку ја гледаат представата Кралски игри, можат да ги сетат твоите костими, твоја изработка, што ето од страна на гледач, ништо пофално, само ќе кажам дека имав можност да погледнам една едноставна и аристократска комбинација на театарски костими на сцената на Народен театар Битола. По твојот коментар што ми го даде пред се ти благодарам и ќе сватам дека мојата цел била исполнета. Ова е точниот коментар што можеби несвесно сум сакал да го чујам. Како што кажав, значи, мојата професија ме доведе и до костимографијата. Одговорна работа. Пред се одговорна работа. Кралски игри беше еден од моите последни проекти, предпоследен. Чинам дека беше Кралски игри. Ми се случи на огромно задоволство. Се случи на моја омилена епоха. Со едни омилени историски личности во омилениот театар, со актери кои приватно и многу ги сакам, а и професионално сметам дека се одлични актери. Една одлична екипа беше собрана на тој проект. Одговорноста беше уште поголема, можеби малце притисок, бидејќи татко ми режираше таа представа и фалува многу што ми даде одразени раце за сето тоа. Тој тако како човек и како професионалец, но сепак јас одговорноста си ја чувствував, бидејќи сакав на Битолскиот театар да му го дадам моето најдобро што можам и умеам со моеве години, со моево искуство. Потојно беше голем залак. Беше голема одговорност, низа на истражување на тој историски костим. Како млад дизајнер и еве ќе се осмелам да кажам и како костимограф, бидејќи работам како костимограф, беше историскиот костим да го представам на сцена, но суптилно. Тоа беше мојата желба и мојата тенденција. И сметам дека успеа во тоа. Имаше низа на истражувања како бил конкретниот класичен костим од тоа време. Доста слики, доста информации, доста консултации. Сето тоа во еден момент ги тргнав сите елементи, добив една чиста силуета на ликовите. И моје беше само да одлучам што
ќе има на нив кој од тие кроеви јас сакам да го представам, кој од тие кроеви ќе го променам, ќе го адаптирам. Сметам дека направив еден успешен експеримент, бидејќи работењето со ова работа пред се експеримента, потоа станува еден готов производ кој вие гледачите го конзумирате визуелно. Голем број на костими, голем број на ликови, секој по себе инспиративен, многу инспиративен. Дали тоа значи дека овиднина повеќе би се посветил на костимографијата во театар? Јас постојано го работам костимографија. Јас имам голем број на проекти за мои години и обично кога и конкурирам кај тие што ми даваат проекти, обично не можат не сваќа, ме прашуваат што е погрешно, дали годините на моето CV или проективе се нешто од повеќе додадени. Ги работам двете работи паралелно. Мало што ќе признам дека костимографијата е огромна моја љубов, бидејќи дозволува многу. Дозволува уметнички да се изразам онака како јас што сметам, како јас што сакам. Јас многу сакам тимска работа. Човек мора во оваа професија да функционира, да знае како да функционира тимски. Јас ја сакам сцената. Јас сакам кога ќе видам дека костимот оживува на сцена, не само кога ликот го носи. Односно кога актор го носи, кога преку ликот го оживува костимот. Јас обожавам кога ќе видам и светло, кога ќе видам и сценографија, кога ќе видам движење, кога ќе слушнам текст. Тоа е една огромна целина, тоа е... Тогаш веројатно ја доживам најголемата тахикардија. Ама онаја позитивна. Бидејќи театарот е нешто што не се повторува, многу пати ова го имам кажано, колку е потребно кај вас дизајнерите да има надоградување, учење, консултирање со други лица, со литература? Колку сте вредни, колку сте ангажирани во она што работите? Видете, ние пред се треба да бидеме пред се многу едуцирани и интелектуално да се трудиме да бидеме што повеќе воздигнати за себе си. Значи, пред се едукацијата е многу важна за ова работа. Не само да се информира човек, туку тоа и практично и да го примени, и да го знае, и да дише во тој ритам. Тоа е многу важно. Јас за среќа многу сакам и да читам и драмски текстови, многу сакам и историја, многу се интересирам едноставно на некој начин и така и се одмарам, но и професионално се надополнувам. Тоа е доста важно. Консултирањето со колеги исто така. Тука е момент каде што егото се трга на страна. Јас обично настапувам стално пред секој проект, настапувам на начин дека ништо не знам. Почнувам од една нула. И само така успевам. Ако ме прашуваш пример за конкретен проект, пример театарски, го примам тој проект и јас едноставно се поставувам дека ништо не знам. Истражувам се едуцирам и така пред се умствено се надоградувам, а потоа и самите скици самите се создаваат. Апсолутно. Како едно, тоа ми е мое едно непишано правило. Се консултирам со колеги, со моди дизајнери, со режисери, со актери. Голема благодарност бидејќи ми се и благонаклонети. Јас стално кога ќе побарам нешто, ја добивам јас таа информација. Скромен сум во својата работа. Нескромно ќе признам. Андреј, јас ти благодарам многу за одвоеното време и ти посакувам многу успех. Благодарам и тебе.